Драги гледачи, добредојдовте во најновото издание на емисијата Инфо Регион. Наш денешен гостин е председателот на Општинската организација на Знам од Прилеп Емил Јаневски, воедно и директор на Казнено-поправниот дом Прилеп. Господине Јаневски, добредојдовте во студиото на Инфо Компас. Добар ден, Дарко. Поздрав до вас во студиото и поздрав до сите следачи и гледачи на Инфо Компас. Би сакал со вас да поразговараме за повеќе теми, ајде ќе започнеме со она што го носи вашата моментална функција, тоа е Прилепскиот затвор. Од она што може да го забележам во архивата на Инфо Компас, пред околу точно една година некаде сте биле во ова студио гостин, каде што изнесовме одредени проблеми кои што го тиштат не само Прилепскиот затвор, но и сите затвори на ниво на држава, а тоа е пренатрупаност. Односно, од околу 108-110 слободни места во тоа време имаше 140 на 156 осуденици кои што излежуваа казна затвор. Каква е моменталната ситуација на ова поле во овој момент? Слична или иста, 148 осудени лица има во моментов Прилепскиот затвор, сместени во Прилепскиот затвор, а капацитетот е 108 лица. Значи, отприлика исто како пред една година. Преднатрупаноста во пенитенцијалниот систем се уште постои. Како го решавате овој проблем? Па, водиме сметка да ги обезбедиме сите услови кои што им следуваат на осудените лица и тогаш кога ќе имаме пренатрупаност со неможност да примеме нови осудени лица, се ослободуваме со преместување во другите казнено-поправни установи или домови, зависно од карактеристиките на осуденото лице, од големината на казната и ги решаваме проблемите. Тековно ги решаваме проблемите, иначе иста е состојбата од прилика, континуирано пристигнуваат нови осудени лица, дали пред истек на казна заради тоа што мора да ги примите, или пред правосилностна пресуда од притвор. Бројот на осудени лица секојдневно кои што издржуваат казна затвор во казнено-поправниот дом во Прилеп и во државата постојано е од прилика исти и се зголемува. Колку мина моментално чекаат за да се ослободи, ајде така да кажеме, кревет во затворот за да може да се издржат својата казна? Па, точната бројка ја знаат судовите веројатно, но голем е бројот на лица кои што чекаат на издржување на казна затвор. Од контактот што ги имам со колегите од казнено-поправните установи каде што има притворски единици, не мал е бројот на лица кои што имаат првостепени пресуди, чекаат второстепена пресуда за да почнат да издржуваат казната затвор во казнено-поправните домови, што значи дека во скоро време бројката не очекувам да се намали. Може да се случи на некој од осудениците да му истече делото, односно казната, и да не ја одлежи токму поради ова состојба која што имаме во затворите во Македонија? Не, заради состојбата во затворите тешко. Секогаш може да се случи доколку лицето навремено не се пронајде и не се спроведе на издржување на казна затвор, меѓутоа пред издржување на казната затвор и судовите и полицијата води сметка, ги спроведува лицата во казнено-поправните установи на издржување на казна затвор, а казнено-поправната установа е должна да го прими лицето заради издржување на казната на затвор. Значи не може да се случи такво нешто, да застари делото поради тоа што нема заради каде да се преполност на капацитет, не. Во овој момент не. Моментално сме како Прилепски затвор КПД. Да, казнено-поправен дом. Казнено-поправен дом. Тогаш рековте дека самиот тип на затвор кога се градел не ги исполнува тие услови моментално, него повеќе одговара на казнено-поправна установа, односно затворот полесен тип, ајде така народски да кажеме за оние кои што не би не разбрале. Дали во моментов имате некакви проблеми во врска со се уште со овој дел? Па, условите се исти. Немаме доволно услови за да можеме да ги лоцираме, односно да ги сместиме лицата согласно нивниот третман, согласно нивната третманска група, зависно од тоа дали се затворено, полуотворено или отворено одделение, бидејќи затворот нема таква можност, такви капацитети. Има еден периметар, потребен е дупли периметар за казнено-поправен дом или обиколни ѕидови околу затворот, и тој проблем секако се уште стои. Такви се условите, какви се Прилепскиот затвор од три страни обиколен со патишта низ кои се движат возила и граѓани. Решавањето на овој проблем ќе биде во оној момент кога
така нареченото, мислам, 5-то крило во Идризово ќе биде готово, со капацитет од околу 200 и повеќе осудени лица од затворен тип, и во тој момент за очекување е, согласно најавите на директорот на Управата за извршување на санкции, Плеб да стани повторно казнено-поправна установа. До тогаш, а тоа сигурно нема да се случи во наредниве 3 до 4 години, Плеб ќе види казнено-поправен дом, заедно со затворот во Штип и затворот во Идризово. И дали тоа подразбира големи предизвици за вас како раководител на установата, но и на вработените за справување со ваквата ситуација? Секако не е исто да се справувате со осудени лица кои што се осудени на мали затворски казни и да се справувате со осудени лица кои се осудени на казни од затвор 10, 15, 20 години или до животна казна. На затвор предизвиците се секогаш поголеми. На крајот на денот тие луѓе се затворени по 10-15 години, логично е и нивната психолошка состојба да биде поинаква од оние лица кои што се осудени на мали казни, користат некакви погодности надвор од установата. Значи предизвиците се во секој случај да водите казнено-поправен дом поголеми. Како што кажа, пред една година бевте гостин во ова студио, тогаш разговаравме дека е потребна поголема обука на вработените за справување со ваков тип на затвореници. Дали се спроведуваат веќе вакви обуки и дали е набавена потребната опрема, оружје, униформи кои што тогаш недостасуваа? Ајде со униформата во овој момент мислам дека се спроведува јавна набавка да се набави униформа за затворската полиција после децениско, да речам, одлагање на набавка на нова униформа. Иначе, ние правиме интервју пред една и година или повеќе во услови кога мислам дека во април месец во 2024 година имаше протест со затворската полиција заради тоа што се чувствувале небезбедни од причина што се справувале со опасни лица, лица осудени на долги годишни казни на затвор. Во овој момент таков проблем нема. Правилниците се почитуваат, кујчниот ред се почитува. Мислам дека во минатата година 96 дисциплински постапки се водени за осудени лица заради прекршување на правилникот и кујчниот ред. Значи, се санкционираат сите оние кои што го нарушуваат кујчниот ред или законот за извршување на санкции, или се водени повеќе од 10 постапки, да речеме, за вработени во казнено-поправниот дом заради нарушување на работната дисциплина. Обуки континуирано има во рамките на тренинг центарот во Идризово, организирани од Управата за извршување на санкции. Меѓутоа, јас очекувам дека со промена на составот, помладување на составот, испраќање во пензија на постарите колеги и континуирано примање на нови помлади колеги, бидејќи законот за извршување на санкции предвидува до 30 години старост да можете да се вработите како затворски полицаец. Мислам дека има обиди сега да биде до 35 години или веќе промената е направена полека, бидејќи тие луѓе се обучуваат како приправници, ќе дојде до промена на составот и дека помлади, поспремни, физички посилни полицајци, затворски полицајци ќе работат во казнено-поправните домови и казнено-поправните установи. Еден од начините да се намали оваа ситуација беше пробацијата, односно условните отпусти со заштитен надзор, добивањето на одредени алки кои што ги носат на нозете осудените лица, а работат, значи, надвор од затворот, односно функционираат и живеат. Докаде е овој проект? Алките се само дел од пробацијата. Заштитните мерки може да бидат повеќе страни, може да биде определено од Канцеларијата за пробација, редовно јавување во Канцеларијата, информирање за тоа како се однесувате, дали сте вработени, на кој начин сте се ресоциализирале во општеството и функционира тој дел. Се поголем е бројот на осудени лица кои што добиваат условен отпуст со заштитен надзор. Во последнава една година мислам дека повеќе од 20 лица од Плебскиот затвор добија условни отпусти со заштитни мерки. Алките децидно во овој момент ќе се користат само за одредена категорија на луѓе. Тоа се бремени жени, стари, изнемоштени или хронично болни лица кои што не можат заради својата здравствена состојба да издржуваат казната затвор во казнено-поправните установи и казнено
казнено-поправните домови, па со алка таа казна ќе издржуваат во куќен затвор. Тоа не е случај со плебскиот затвор, бидејќи такви лица и немаме, женски лица немаме, има само затворското одделение во Идризово. Лица постари од 70 години имаме еден или двајца за кои што чекаме задолжителна инструкција за начинот на кој што ќе се бара мерката, користење на алка и одлежување на казната во куќен затвор, така што отприлика законот, новиот закон за пробација функционира без никаков проблем во овој момент. Се разбира одредени дополнувања кои што се чекаат во наредниот период. Ништо не е на почетокот толку лесно, потребно е време да легне материјата, како викаат старите, да профункционира поефикасно секое законско решение кое што согласно нашата законска легислатива е предвидено. Рековте дека има голем број дисциплински мерки и за вработените и за осудените лица. Кои беа најголемите предизвици кои што како директор на установата се соочивте и се соочувате и денеска? Па искрено, прво вратен е редот и мирот. Мал е бројот на расправиите, физичките пресметки помеѓу осудените лица, што не бил редок случај во минатото. Најголем предизвик и се уште е внесувањето на недозволени предмети, во најголем случај тоа се мобилните телефони. Како пракса било по затворите осудените лица да имаат мобилни телефони, денес тој број е многу намален. Не исклучува можност по некој од осудените лица добро да го штекува со затворска терминологија мобилниот телефон да го крие, меѓутоа јавно прикажување на мобилни телефони, шетање по ходниците, демонстрација насилно од осудените лица, таква работа нема. Доколку некој има мобилен телефон и успешно го крие, прашање е само на време, кога при некој од претресите кои што редовно ги правиме во казнено-поправниот дом, телефонот ќе биде пронајден или некој друг недозволен предмет. Согласно правилникот донесен од министерот за правда, од директорот на управата за извршување на санкции согласно куќниот ред. Со оглед дека имате и одредени тешкаши во плебскиот затвор, сте имали досега лични закани како директор на установата? Не, апсолутно досега ниту една закана не сум имал. Максимално коректно се однесуваат осудените лица, посебно кон мене. Ниту една непријатност не ми се случила, иако ви велам 96 постапки беа водени во текот на минатата година, повеќе од 70 самици имам определено на предлог на дисциплинската комисија и не сум имал никаква непријатност, ниту очекувам во иднина, па ниту сум човек кој што подлегнува на притисоци, барем врз основа на искуствата мои од минатото, така што во онај момент кога сум се согласил да извршувам функцијата директор на казнено-поправниот дом, сум се помирил со себе си првенствено дека тоа ќе го извршувам совесно, честно и дека ќе одолевам на притисоците. Ве прашувам ова затоа што често се случува раководителите да имаат притисоци, па дури немили случаи како што се директорите во Скопје им беа палени автомобили и така натаму. Така е. Се случувало во минатото, откако сум јас директор, нема непријатност ниту една, ниту некој од управата, ниту од затворската полиција надвор, во нормалниот живот помеѓу граѓаните досега не се случила непријатност. Се случувале непријатности на директорот на управата за извршување на санкции му е запалена во Зелениково, мислам, викендицата. На директорот во Идризово му е запален приватниот автомобил, но на директорот на Идризово мислам дека пред повеќе од 2 години му е запален приватниот автомобил. Во последно време немам информации дека се случила некоја непријатност на било кој припадник на пенитенцијалниот систем во нашата држава. Морам да ве прашам за едно актуелно прашање, односно една актуелен настан што се случи деновиве, а тоа е враќањето на поранешниот вице-премиер Артан Груби во Македонија. Сите знаеме дека тој доби куќен притвор, тоа покрена лавина реакции како во јавноста, така и политичките партии во Македонија. Целото оправдување беше за тоа дека не е безбеден во затворот во Шутка по проценка на МВР и АНАБА. Бидејќи имате искуство и во двете сфери, сте работели и во Министерството за внатрешни работи и сега во овие установи, како може еден затвореник и дали може да биде небезбеден во одредена установа, односно еве притворскиот дел во Шутка? Ја не се сомневам во изјавата на премиерот дека АНАБА доставила информација дека Груби не е безбеден. Меѓутоа, не сметам дека е правилна
одлуката на судот на предлог на обвинителството Груби да оди во куќен притвор и искрено го разбирам и ние како знам го разбираме револтот на граѓаните, бидејќи сите граѓани на нашата држава треба да бидат еднакви пред законите и пред уставот на Република Македонија. Во овој случај тоа не е така. Ајде да предпоставиме без да ја кршиме презумпцијата на невиност. Што ако Артан Груби утре, бидејќи има нели обвинение, се води истрага, биде осуден на казна затвор и биде огласен за виновен, нема да ја издржува казната затвор заради тоа што е небезбеден. Во куќен затвор ќе биде Артан Груби, иако не е ниту старо изнемоштено лице, ниту хронично болно, барем според информациите што ги имаме. Тоа создава сомнеш кај граѓаните дека законот не важи за сите подеднакво. Од тие причини, ајде да појаснам што кажа министерот за правда. Повика Советот на обвинители, кој што е одговорен да ја оценува стручноста, одговорноста на обвинителите, да го земи предметот, да преиспита врз основа на што обвинителот доставил предлог Артан Груби да оди во куќен притвор наместо да оди во притвор, бидејќи да се разбереме, притворот не е казна, тоа е мерка со која што Артан Груби би се обезбедило неговото присуство на судските рочишта. Исто така, Републичкиот судски совет, кој е задолжен да ја преиспитува, да го преиспитува работењето на судиите, да го види предметот и да види дали судот се однесува согласно нормите и стандардите согласно кои треба да се однесува еден македонски судија. И на крајот на краиштата, секогаш можат одново да се видат околностите врз основа на кои е донесена одлуката Артан Груби да оди во куќен притвор и таа одлука да биде преиспитана во наредниот временски период. Бидејќи за многу полесни квалификации за кривични дела, многу наши сограѓани издржуваат мерка притвор низ казнено-поправните установи во нашата држава. Не можам да се согласам дека наместо да се направи обид да се елиминираат заканите по безбедноста на Груби во рамките на пенитенцијалниот систем, треба да се носи одлука Артан Груби да оди во куќен притвор наместо во притвор. Напротив, сметам дека треба да се направи секое лице, не само Артан Груби, кое што е загрозено во казнено-поправните установи, казнено-поправните домови, да се елиминираат заканите и опасностите заради кое тоа е небезбедно и лицето да може, согласно законската регулатива во нашата држава, да издржува казна, мерка притвор или да издржува казна затвор во казнено-поправната установа. Еве, за крај во врска со овој дел, врска со затворите, кои се вашите идни предизвици како директор на Прилепскиот затвор? Па прво, сметам дека треба да се направи дополнителен обид да профункционираат обуки за повеќе занаети во рамките на казнено-поправната установа, бидејќи имаме добра работилница, имаме добра економија, и имаме голем број на осудени лица од затворен третман, со затворен тип на третман, и тешко е да им обезбедите работен ангажман за да го пополнуваат своето време, во исто време да обезбедите добар процес на ресоциализација и напорите во наредниот период ќе ми бидат во таа насока. Да обезбедиме работен ангажман на што е можно повеќе осудени лица кои што не користат погодности надвор од установата и затоа сме во преговори со повеќе правни лица кои што би инвестирале нивна инвестиција во рамките на работилницата во затворот, за соодветен надомест осудените лица би биле работно ангажирани и производите кои што тие ќе ги произведат повторно овие фирмите, правните лица кои што ќе инвестираат, да си ги подигнат и да можат понатаму да си ги пласираат на пазарите во Европа или во Македонија. Имате веќе одредена економија во затворот? Во затворот економија има, надвор имаме околу 200 декари или 1,9 хектари земја, имаме фарма на свињи, фарма на крави. Затворот во Прилеп троши некаде околу 45 до 50 денари по осудено лице за храна дневно, што значи дека во најголем дел од производите за прехрана на осудените лица во рамките на затворот ги произведуваме сами. Дел од работите кои што ги произведуваме ги користиме во рамките на затворот во работилницата, но сето тоа е премалку според мене и треба да се направи обид
велам во соработка со одредени компании да ангажираме повеќе лица за општествено добро и заради самиот нивни процес на ресоциализација повеќе да ги ангажираме работно во рамките на затворската работилница. Бевте председател на Победа. Најактуелното прашање во моментот во Прилеп. Што ќе се случи со фудбалската гордост? Кога ги гледате работите од оваа перспектива, какви чувства тоа буди кај вас и зошто Победа пред се најде во една ваква крајно неповолна ситуација? Но очекувам од вас одговор, значи без ракавици, без калкулирање, што навистина се случи со Победа и зошто дојдовме до ова? Добро, ја можам да зборувам за оној период што јас го познавам или лично бев упатен додека бев председател на фудбалскиот клуб Победа. Јас сметам дека тоа беше еден од најсветлите периоди во последниве 15 години за фудбалскиот клуб Победа. Ајде да не звучи како приказка, ама хронолошки би раскажал како сето тоа се случи тогаш. Имено Победа стана акционерско друштво пред 2017 година, пред Илија Јовановски да стане градоначалник. Мислам дека 5 акционери беа, кои што финансираа практично да го одржуваат клубот и клубот многу почесто играше во втора лига, помалку во прва лига, иако еднаш беше, мислам дека во тој период и шампион на Република Македонија. Во еден момент престана интересот кај акционерите да го финансираат фудбалскиот клуб Победа и фудбалскиот клуб Победа почна финансиски да тони и да покажува лоши фудбалски резултати. Во 2021 година, некаде во јануар-февруар месец, загрижен беше градоначалникот на Прилеп, бидејќи Победа беше пред испаѓање од втората фудбалска лига Исток. Тогаш беа две лиги втори фудбалски, да, сега е единствена втора фудбалска лига, тогаш беа две фудбалски лиги втори, Исток и Запад. Победа беше на предпоследното место. Мислам дека 16 или 17 утакмици немаше забележано победа. Имаше неколку реми и 12-13 порази. Инсистираше градоначалникот да се ангажирам целосно за Победа да остани во втората фудбалска лига Исток со амбиција наредната година да се направи тим кој што би бил конкурентен да влезе во првата македонска фудбалска лига. Како одговорен човек, јас прифатив и не беше лесно. Ние најпрво обезбедивме останок во втората фудбалска лига Исток, врзавме 5 победи и 1 реми, и тоа во директните конкуренти за опстанокот од втората фудбалска лига Исток. Го обезбедивме опстанокот и почнавме да создаваме тим или структура на тим кој што би бил конкурентен да влезе во првата фудбалска лига, но имавме уште едно ветување дека ќе се врати Победа во фудбалскиот храм Гоце Делчев, стадионот во Прилеп. А и за стадионот во Прилеп, право да ви кажам, имаше проблеми градоначалникот, бидејќи согласно проектот, дел од градежните работи околу трибината, настрешницата и така натаму, оградата околу стадионот, тревнатиот дел на стадионот, требаше да ги заврши општината, а еден дел требаше да ги заврши со европски пари Фудбалската федерација на Македонија. И Фудбалската федерација на Македонија ги немаше завршено обврските. Односно, покрај аутлиниите и зад головите не беше отревнат стадионот, туку само теренот за игра, што не беше согласно договорот и не беа сетирани рефлекторите, гледаат и денеска гледаат и тогаш гледаат на кај болница. Градоначалникот не сакаше да го преземи стадионот без Фудбалската федерација да си го заврши својот дел од обврските. Бидејќи има ветување дека Победа ќе се врати на градскиот стадион Гоце Делчев, што направив јас? Појдов кај председателот на Фудбалската федерација, го замолив да ми даде од семето од кое никнува тревата, да се организирам јас лично и да го засадиме делот зад стативите и покрај аутлиниите. Во оваа прилика, то сега неам јавно кажам, им се заблагодарувам на моите пријатели, например на Павле од Канатларци, кои што со целосна механизација дојдоја, го изораја тој дел околу зад стативите и покрај аутлиниите, го засадивне и за 15 до 20 дена треба почнува да никнува.
што значи тој услов практично беше исполнет. Инсистирав кај градоначалникот да го превземи стадионот со клаузула дека рефлекторите остануваат обврска на Фудбалската федерација на Македонија и дека во идниот период Фудбалската федерација ќе ги сетира и тоа сетирање кошта помеѓу 5 и 10.000 евра и навистина не може општината да издвои средства за тоа, за кое што не презело обврска согласно договорот. Сега во оваа прилика ги повикувам нашите фудбалски представници во Фудбалската федерација на Македонија да инсистираат да се сетираат рефлекторите за да може во Пилеп да се игра ноќна утакмица, што би било атракција и очекувам дека голем број на пилепчани би ја посетиле, поготово ако гостува некаков атрактивен противник, што би можел да дојде, не знам, од соседството, евентуално, не знам, Партизан, Хајдук, Звезда. Ме разбирате, тоа би представувало на вистина поттик младите да го сакаат спортот, да присуствуваат на фудбалските утакмици, наместо да ги мерат улиците во Пилеп и да користат недозволени супстанци, например. Втората амбиција почнавме да ја остваруваме на начин што се обидов да обезбедам доволно средства за победа, со тоа што контактирав со најголемите и со помалите фирми низ градов да постуваат реклами во рамките на стадионот, бидејќи стадионот е собственост на општината, а средствата кои што ќе ги финансираат за постојање на рекламите додат на сметката на фудбалскиот клуб и на тој начин обезбедува финансиска конструкција за околу 8 до 10.000 евра месечно, што беше доволно со прилепски фудбалери, како например Бојан Спирковски и Карчевски, кои се вратија од прва лига да играат за победа, за што им благодарам. Нели трошоците ги намалувате бидејќи тие не ги сместувате во станови, немате обврска да ги храните, се хранат дома. И од прилика создадовме тим респектабилен кој што требаше да биде конкурентен или прв фаворит за влез во првата фудбалска лига. И сепак е уште еден проблем, еве да кажам сега во оваа прилика, до сега не сум го експлоатирал ова. После 10 или 15 години Фудбалската федерација на Македонија рече повеќе не ги субвенционираме клубовите за котизација за учество во првата и втората фудбалска лига и котизацијата за учество беше околу 8.000 евра. До тогаш имав на сметката околу 3.000 евра. Имав не како фудбалски клуб. А рокот беше до петок да се уплатат средствата и, например, ни дојде известување во понеделник, немав никаква шанса да обезбедиме 5.000 евра од некакви спонзори да се платат реклами, бидејќи исцрпени беа од прилика средствата. Редовно им беа делени плати на фудбалерите, плаќани придонеси, плаќан превозот, плаќани делегатите, судиите, сите обврски за периодот додека јас бев председател беа измирувани и долгот пополека се намалуваше. Во неможност да обезбедам од друго место средства, во најголем дел со мои лични средства, значи појдов дома. Се што ми беше настрана тргнато го зедов, ја зедов пензијата од татко ми, зедов платата од супругата и му сејав на градоначалникот бидејќи ми недостасуваа повеќе од 2.000 евра. Појдов во Оревоец, го зедов со возилото, обезбеди уште 2.200-300 евра и наредниот ден ги уплатив на мојата сметка и од мојата сметка ги префалив на сметката на Победа. И тие 5.000 евра, како позајмица, се уште се во фудбалскиот клуб Победа, никогаш не сум ги побарал назад. За цел период, додека бев председател на Победа, ниту едно денарче како хонорар немам земено. Сето тоа го правев со ентузијазам, со желба, Прилеп повторно да има прволигашки фудбал, Победа да го има она место кое што го заслужува во македонскиот фудбал, бидејќи Победа е бренд не само за Прилеп, туку и за Република Македонија. Требаше ваучер да ни биде доставен со околу 35.000 евра, со што уште повеќе би се подобрила финансиската ситуација. До моето заминување од Победа, тако ваучер не стигна, Наумче Мојсовски ги блокира ваучерите. Не знам заради која причина или во што се сомневаше, ваучери не ни поделија. Илија Јовановски ми вети околу 3 милиони со ребалансот на буџетот, меѓутоа се случи политички тоа што се случи. Илија Јовановски воопшто не беше кандидат за градоначалник за да може да го оствари своето ветување за Победа. Сугарески ги изгуби изборите и Борче Јовчевски дојде градоначалник на општина Прилеп.
Во првата прилика кога со Борче Јовчевски разговарав за Победа, кажа дека Победа е акционерско друштво и дека тешко ќе може да издвојува средства само за Победа, а да ги запостави останатите фудбалски клубови во општината и останатите спортови, и го разбирам. Така е тоа. Веднаш после тоа, некаде во декември или јануари месец, не се сеќавам точно, јас го напуштив председателското место на фудбалскиот клуб Победа се повлеков и оставив Победа 9 бода предност пред најголемиот конкурент за влез во прва лига Беласица, и на крајот сезоната Победа заврши на првото место со 1 бод предност пред Беласица и влезе во првата лига. За жал наредната година отпаѓаше само еден, бидејќи Ренова го откажа своето учество од првата македонска фудбалска лига, Победа отпадна и продолжи клубот да тони и е во моментов до оваа ситуација до која што сте дојдени денес. Што се случуваше? После моето заминување од Победа, навистина не знам, поготово не знам финансиски со клубот. Слушам деновиве се повикува на анализа на работењето. Апсолутно треба да постои инспекција на работењето и да почнат најпрво од мојот период. Од периодот февруари месец 2021 до крајот на 2021 или март месец, не ме држите за збор, беше тоа пред 5 години, до крајот на 2021 година и да го погледнат моето финансиско работење и потоа да го погледнат финансиското работење после моето заминување и пред моето доаѓање и да видат на кој начин тоа сме успеале клубот да го внесеме во прва лига со колкав ентузијазам и со колкав ангажман. И на крајот на денот, за компетенцијата, кога зборуваме, подвлекуваме црта и ги гледаме резултатите. Победа остана во втората фудбалска лига Исток со моето доаѓање. Победа се врати на градскиот стадион Гоце Делчев. Во оваа прилика да им се заблагодарам и на сите работници од Водовод кои што после работното време остануваа во стадионот Гоце Делчев, во целост ги реновираа и ги реконструираа сооблекувалните, санитарните чворови, тушевите, шкафчината во која што треба фудбалерите да ги оставаат реквизитите фудбалски. Немаме можност да го наводнуваме стадионот согласно проектот, бидејќи резерварот немаше пумпа и количината на вода во резерварот од бунарот во фудбалскиот стадион беше премала. Па спроведовме линија од Студенчица, прекопана беше улицата Александар Македонски, ако се сеќавате, и беше однесена вода во резерварот. Во целост ги ставивме во функција пумпите за да може, нели согласно модерните фудбалски стандарди, на полувреме или кога ќе посакате прскачите да излезат од под тревнатиот дел на површината и да го наводнуваат, да го одржуваат свеж стадионот. И сето тоа го постигнавме во тој период додека ја бев председател и создадовме тим кој што веднаш наредната година влезе во првата македонска фудбалска лига без ниту еден денар на доместок или хонорар. Сега јас би ги прашал сите овие политички елити кои што секогаш кога има избори стојат пред градскиот стадион и даваат ветувања. Што направиле за Победа? Без никаков финансиски надомест. Дали еден денар нивни имаат вложено? Дали една секунда од нивниот живот имаат труд вложено за фудбалскиот клуб Победа? Или гледаме таму разни ликови кои што се кандидираат за советници секој изборен циклус или за пратеници, како зборуваат што треба да се случува за Победа? Да обстојува и да биде успешна во македонскиот фудбалски живот. Што ќе ви одговорат? Имаат ли ангажман било каков? Што направиле за фудбалскиот клуб Победа? Освен што читаат пресови. Треба да прекинат политичките партии да прават пресови за тоа кој е виновен за ситуацијата во Победа. Ако има финансиски проневери, постојат институции, треба да влезат и да го проверат работењето на Победа. А сите тие својот ангажман во наредниот период да го насочат кон обстојување на фудбалскиот клуб Победа, незино успешно надпреварување во втората фудбалска лига и влез во блиска иднина во првата фудбалска македонска лига, онаму каде што Победа е местото. И еве ги повикувам денес. Бидејќи не е одговорност само на општината, реално Победа се уште акционерско друштво. Во оној момент кога
Градоначалникот сакаше да помогне и јас појдов председател, формално, правно, акциите од претходните акционери се префрлија на некои нови, кои што без да дадат еден денар, станаа собственици за акции, на акции. И немаат право да бараат финансиски средства за да ги дадат акциите на некој што сака да стопанисува успешно со клубот, за акции за кои не дале пари. Како барате финансиски надомест за нешто за кое што не сте дале финансиски надомест? Туку знаете дека од формално правен аспект акциите ви се дадени за да може клубот да функционира, бидејќи немаше друго правно решение во тој момент. Вие не можете како општина да преземете фудбалски клуб или било која фирма, правно лице, кој што има долгови, бидејќи ги преземате и долговите, па со пари од граѓаните треба да враќате долгови кои што го направило некое правно, приватно или физичко лице. Тоа не е дозволено и се крши со законската легислатива. Најдобро е сите фудбалски работници, сите наши представници во ФФМ, сите кои што знаат нешто за спортот, сите, ако сакате, политички авторитети кои што и сакаат добро на победа, да се соберат. Неколку дена нека имаат состанок, нека ме повикаат, име ако милуваат и да извлечиме заклучоци што понатаму ќе се случува со фудбалскиот клуб, победа да биде одржлива на подолг временски период и да го заземи своето заслужено место како бренд македонски, како бренд прилепски фудбалски во првата македонска фудбалска лига. Жалосно е победа да биде во оваква ситуација. Прилеп е расадник на фудбалери. Победа само прилепските фудбалски деца кои што играат по клубовите широм Македонија да си ги прибери назад, кои што се согласуваат за помалку финансиски средства да играат во победа отколку во другите клубови, ви гарантирам дека ќе игра во прва лига и ќе биде во горниот дел на табелата, ако не и прва. Општината треба да го превземе клубот како градски или да се остане акционерско друштво, да се најде... Знаете, од формално правен аспект, општината не може да го преземи клубот се додека има долгови. Бидејќи ги презема и долговите. Сметам дека има милион начини на кои што може да се направат, милион варијанти за победа да функционира и со приватен собственик. Со тоа што општината би задолжила лице кое би ја контролирало состојбата и би било како надзор како се однесува оној кој што во моментот раководи со победа, за да не се случи ситуација слична со Вардар, кога Самсоненко си замени и остави 5 милиони евра долгови. Тоа е недозволиво. Не може да преземете клуб, да правите профит, да си заминете и да го оставите со 5 милиони евра, например, долг. Било кој што сака да инвестира, се разбира, стопанственик, бизнисмен, во фудбалот прилепски, сигурно нема да се покаја. Прилеп е фудбалски град, прилепчани го сакаат фудбалот. Меѓутоа, треба да ги врати долговите кои што ги има победа, а не мислам дека се многу големи, и да обезбеди финансиска конструкција, да речеме, за наредните 5 години. Општината би имала надзор врз таа, дали се реализира таа финансиска конструкција, и по 5 години се седнува и се прави нов договор. Доколку на обострано задоволство се одвива соработката, зашто не би продолжила? Но никако во оној момент кога, да речеме, градот или општината ќе види дека оној кој што стопанисува со победа во моментот недомајчински се однесува, не треба да го остави да продолжи така да функционира. Има варијанти и можности, но затоа треба да се седни, да се разговара, да се донесат одлуки и истите да се реализираат, да не се дозволи фудбалскиот клуб Победа да згаснува. Бидејќи е жалосно и за Прилеп како град и за Македонија. Да се надеваме дека надлежните фактори ќе послушаат оваа идеја, ќе се соберат и дека Победа нема да згасни. Би сакала како за крај да ве прашам, како што кажа претседател на Знам Прилеп, како моментално сте задоволни тоа, како функционира советот во општината, како се движиме како град, бидејќи сте во коалиција со владеачката ВМРО ДПМН? Да, па добро, гледаме раздвиженост од новата локална самоуправа после октомври месец, гледаме повеќе градежни зафати и се надевам истите да продолжат. Имаме коректна комуникација, а рано е да се каже каква ќе ни биде соработката во водењето на локалната самоуправа, бидејќи поминаа само 3 месеци. Ние имаме неколку представници во управните одбори на јавните предпријатија, немаме во
извршната власт на јавните предпријатија, да речеме, раководни места, и нереално беше да очекуваме со оглед на соодносот на силите во Советот на општина Прилеп, очекуваме поголемо учество во онај момент кога ќе се решава образованието, бидејќи навистина сметаме дека имаме и добра програма која што се надеваме дека ВМРО ДПМН ќе ја земи во обзир при владењето во овие 4 години да ја реализира истата, и имаме доволно капацитетни кадри кои можат да помогнат во реализација на истата програма. Рано е да се каже, комуникацијата е солидна, добра е, секој дневна е, но колку од она што се договараме ќе биде реализирано, треба да покаже и периодот кој што предстои. Господин Јаневски, ви благодарам на гостувањето. Се гледаме во наредна прилика со нови информации на повеќе теми. Пријатно, Дарко, и вас. Ми беше драго што бев гостин во ова студио и да им посакам пријатно поплане на сите ваши гледачи и слушачи. Драги гледачи, тоа беше интервјуто со Емил Јаневски. Се надевам дека овие теми и повеќе кои што ги начнавме ви беа интересни, а со нови информации се гледаме во наредното издание на емисијата Инфорегион.